да разговараме што конкретно од законот и мене ми пречи можеби. Јас само начално говорам дека Македонија треба таа мрежа да се ослободи. Еве нека не им забранува еве нека имаат пристапи до работните места. Ајде да видиме кои се. На крајот на кричтата реков, тие луѓе се многу лесни за диригирање. И така се диригираат процесите, на која немам објаснување што кај нас ниту една афера корупцијска нема завршница. Ниту една афера врзана и за полицијата, и за полициските служби, исто нема завршница. Значи, да сме ние нормална демократска држава, серијалот на Бачев во Шпиц ќе предизвикаше нешто. Да сме ние нормална демократска држава, кога екс-премиер Владо Бучковски кажува дека тајната полиција уценува и користи досија, и тоа беше пред неколку месеци. Па некоја од тие собраниски комисии, ама барем да се иницира. Ние имаме молк на сето тоа. Значи, говорам дека не функционира. Не, јас се борам да покренеме нешто, еве, дојде проектот лустрација, јас го поддржувам, дајте да најдеме кој е најдобриот начин. Ние имаме еден случај, пошто гледам се пласираат тезите, едно од најстрашните ми беше колумната на професорот Венко Андоновски, мислам, каде што тие што се за лустрација се ги изедначи со Луцифер, па сите сме биле исти, значи ние во комунизмот знаевме дека имало кодош и фактот што си преживеал, а не си кодошел уште виновен да бидеш. Случајот професорот Тома Батев издаде книга, ние објавивме во Фокус. Затоа што првично прифатил како уценет да биде соработник на тајната полиција во таа 49-та година, па се откажал по неколку дена, 3 години лежи на Голи оток, без пресуда, например. И ние што ако го објавивме ние тоа? Никаква реакција, нити комисија, нити не знам кој, нити во јавноста. И тие што сега жестоко реагираат за лустрацијава, таквите судбини и случаи не ги потресуваат. Или случајот со Јордан Петровски ли се викаше. Неговото досие е водено во плурализмот. Од 93-та до 97 година, мислам. Човекот е сега политички, значи побара и доби политички азил во Канада во 2001 година. Дали ќе имаме повеќе правна држава со овој закон? Верувам, Мирјана. Како? Сакам да верувам. Како ќе имаме повеќе како да го држава? Не. Ја чекувам само во интерес на времето, со оглед дека рекламите мора да ги најдеме како втор блок. Вечерва ја организираме емисијата како ваши предлози да се донесе квалитетен закон. Затоа и аналитичарите ги поканав и сакам, значи, да најдеме еден заеднички јазик. Само да се доискажам со случајот со тој господин Батев. Значи, лежи, завршува некако факултетот, каде да работи, значи се укинува таа школа. Сега, кога ќе речете тезата на Венко Андоновски, па сите сме биле исти и тие што сме знаеле, знаете колку тоа цинично звучи за такви луѓе кои одбиле, а испаштале во животот. Значи, ја не реков ниту кривично да одговараат, ниту да ги казниме. Кој е моделот да се ослободиме од една мрежа која по моје длабоко убедување диригира со овие процеси и ги кочи реформите? Ете тоа. Само тоа Мирјана, сме разговарале, се согласувам, со години го збориме, но не се пофункционални институциите отколку пред 5 години кога исто сме правеле. Не смееме да се откажеме. Јас морам да направам еден блок на реклами, да ги најавам, бидејќи мораме да одиме според нашата Излезе дека женските највеќе зборуваат. Одиме со реклами.